Кратки најави за денешниот дневник. Струга доби дневен центар за деца со посебни потреби. Најдобрите IT компании на денови на кариера во Касарна Хаб. Усвоен буџетот на општина Дебрца. Владата ќе продолжи со мерки да го поддржува занаетчиството. Зеленски пристигна во САД. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес постуденото утро, во текот на денот времето претежно сончево со појава на локална облачност и топло. Беа измерени максимални 6 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ведро и студено. Утре над најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Времето претежно сончево со локална облачност и релативно топло. Во останатите делови од континентот ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во областа над Алпите, како и на крајниот север од Европа, врнежи од снег. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево со локална облачност и потопло со пораст на дневните температури на север и исток од Балканот с големена облачност. Ќе биде умерено облачно време. Максималните дневни температури на полуостровот од 4 до 13 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток во утринските часови појавена магла која во поголем дел ќе се задржи во предпладневните часови. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност и релативно топло за овој период од годината, ќе дува умерен слаб југозападен и северозападен ветер, минималните од -6 до 0, максималните дневни температури утре во Македонија од 5 до 10 степени. Во Охрид во четврток во утринските часови појавена слаба магла, во текот на денот претежно сончево со локална облачност, но релативно топло, минималната 0, дневната 9 степени. Во петок свежо утро и температура од 1 степен, во текот на денот претежно сончево со локална облачност и максимални 10 степени. Во сабота умерена облачност со сончеви периоди и топло, утринската 2, дневната 11. Во недела свежо утро со температура од 2 степени, во текот на денот сончево и топло со максимални 12 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Данкат, ваш партнер, село Мистришево, Струга. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Нутрино Јуниор. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Нутрино Јуниор. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Со меѓународни донации и поддршка од општината, денес во Струга отворен дневен центар за лица со посебни потреби. Конечно, градот доби пристојно катче за згрижување, нега и едукација на оваа категорија деца.
Струга доби нов дневен центар за децата со посебни потреби. Овие лица конечно добија пристојно катче за згрижување, едукација и нега. Во објектот ќе бидат сместени 20 деца, за кои ќе се грижат 3 воспитувачки и 1 психолог. Иницијативата е на стружанецот Ергин Борова, кој живее во Холандија, а пред 2 години го преплива Охридското езеро со оваа благородна идеја. Проектот се реализира со меѓународни донации, поддршка од општината и волонтери. И ние имаме партнери во Холандија што сака да ни помагаат со ова иницијатива. Имаме локални партнери, општината Струга е најголемиот партнер во моментално, тие ни помагаат со финансирање на 2 воспитувачки и дел од трошоците што ги имаме за водење денски. Имаме многу спонзори, Имаме спонзори од диаспора, имаме спонзори од Холандија и се трудиме сега да имаме повеќе финансиски средства за да продолжиме со иницијативата до дом со групно живење. Ако може да се реализира такво нешто, тоа е мојот идеален сон, значи. Меѓутоа, јас мислам дека ќе ни треба година можда или повеќе да научиме малце како оди работата со децата, какви потреби има децата и дали решението е во групно живење или не. Така да ова е идеален почеток за една иницијатива како ова. Во Струга повеќе од 1 година немаше дневен центар за децата со посебни потреби. Овој проект ќе го олесни животот на семејствата со социјален ризик. Објектот има повеќе простории и собствена кујна, а родителите нема да имаат дополнителни трошоци. Сместувањето е бесплатно. Ние физичките услови се трудевме да бидат достоинствени. Да понудиме центар кој што ќе ги има сите потребни услови за таа група на лица од 20 до 25 лица, колку што ние имаме од прилика капацитет да во меѓувреме се работи на следење на сите современи методологии. Значи сме во контакти, во соработка со организации од Холандија, Германија, кои што ни помагаат со нивни методологии. До 2021 година во Струга функционираше дневниот центар порака нова, но поради недоразбирање со општината и невладините организации тој згасна. Новиот дневен центар за деца со посебни потреби ќе обезбеди пристоен живот, едукација, социјализација на децата со развојни или телесни нарушувања. Најдобрите и најбрзо растечки компании од IT секторот во Македонија се представуваат на деновите на кариера што денес и утре се одржуваат во касарна Хаб во Охрид. Покрај презентација на компаниите и нивната понуда на работни практикантски позиции, на настанот се предвидени и работилници и панел дискусии со цел младите луѓе кои се во потрага по работно место во овој сектор подобро да се запознаат со можностите кои им се нудат, но и вештините и знаења кои се бараат од страна на работодавачите. Започнаа денови на кариера во просториите на касарна Хаб Охрид. Најголемите и најуспешни IT компании од Македонија на своите штандови денеска и утре во касарна Хаб ги презентираат моделите на работа, споделувајќи дел од своите искуства, ќе понудат и работни позиции за младите од југозападниот регион. Заинтересираните млади лица на настанот имаат можност за остварување директни интервјуа за вработување во IT секторот. Владимир Дуковски, дипломец на факултетот Свети Апостол Павле во Охрид, детално се запознал со условите кои ги нудат овие компании, вели дека му се допаѓаат условите и флексибилноста на работното место. Убавото што се во тренд со многу добри услови име за работа како за почеток, име доста добри прилики за обука, за менторство и се многу флексибилни во аспект на работно време, работен простор. Така да се многу модерни со нешто што ни светов пример се практикуваат и тие го практикуваат. Тоа ми се свиѓа многу. Што пример ако не би бил фриленсер веќе, то дефинитивно би работел во некоја од овие фирми. Пронаоѓањето на IT професионалци во Македонија не е лесно, но Елена Милеска, дворченец од IT Labs, вели дека компанијата пронаоѓа модули како да допре до младите кои поседуваат соодветно знаење и вештини, но и дека го прифаќаат и практикуваат популарниот феномен преквалификација. Секогаш сме отворени за нови луѓе кои што сакаат, имаме во моментов е популарен IT светот со тоа да се прават кариер свичови, односно луѓе кои што завршиле друг факултет да се пренасочуваат, исто така сме отворени
устроени во тој дел. Баш во моментов имаме и оглас за практиканти, каде што практикантите имаат можност да работат на реални проекти, да работат во тимови, да ја осетат на некој начин самата работа во една IT компанија и нормално после завршувањето на праксата, доколку е успешно завршена праксата, им нудиме можност за вработување. Наум Димитровски од Касарна Хаб вели дека настанот е важен за градот, кој ќе го олесни начинот и постапката за вработување. Целта и визијата е да се овозможи побрза регрутација на луѓе од регионот за работа во IT секторот. Да ги запознаеме младиве со можностите што ги имаат во IT сферава, да аплицираат или додат на пракса и евентуално да се вработат или да се доквалификуваат или преквалификуваат. Колегите од другите компании со штендовите ќе им објаснуваат каде може да аплицираат, што програми има за нив за кариерен развој. Имаме неколку предавачи за кариерен развој. Во рамки на настанот денеска се одржа панел дискусија јас помеѓу пазарот на труд и образованието и работилница насловена Дали сум привлечен за работодавачите. Им овозможиме да поминат низ еден процес на самопроценка, да утврдат колку моментално се подготвени да влезат на пазарот на трудот и да го спознаат она што уште им треба за да барат начини како да си го надоградат. Се надеваме дека навистина ќе добијат корисни информации што ќе ги однесат баш по оној пат што им треба за да стигнат таму кај што посакуваат. Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија представува институција која исто така обезбедува бесплатни IT вештини. Маја Ташевска-Битковска, советник за активни мерки во Центарот за вработување при агенцијата, смета дека ваквите настани поттикнуваат вработливост и дека ова представува место за остварување на линк помеѓу работодавачите и невработените. И мислам дека овде ќе се оствари таков линк, младите кои што активно бараат работа ги повикувам да се вклучат и да го посетат овај настан кој што ќе им овозможи директна средба со работодавачите и да се насочат на она што ги интересира, а агенцијата како институција која што обезбедува бесплатни IT вештини ги повикува да се пријават или да се стекнат со првични информации за следниот оперативен план во 2020 година, која што повторно ќе имаат оваа можност да аплицираат на обуката за бесплатни IT вештини која што ја реализираме со СЕМОС. Во Охрид моментално има околу 9000 млади лица од 15 до 29 години, кои се потенцијални кандидати кои имаат шанса и можност да ги искористат придобивките од овој настан. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитка до припадниците на турската заедница во Охрид и Република Македонија по повод одбележување на 21 декември денот на наставата на турски јазик. Одбележувањето на овој празник е символ на почит на Македонија кон турскиот народ, култура и идентитет. Живеејќи заедно, почитувајќи ги овие културни различитости, придонесуваме за зајакнување на општеството и градење на подобар живот за сите нас. Ова е влог и во односите со Република Турција, која е долгогодишен пријател на нашиот град и држава. Стои во честитката на градоначалникот Пецаков по повод одбележување на денот на наставата на турски јазик. Усвоен буџетот на општина Дебрца за 2023 година. Обезбедени се средства за повеќе капитални инвестиции. Се планира рехабилитација на локални патни правци и улици, но и изградба на фекална и водоводна мрежа во повеќе селски населби. Буџетот на општина Дебрца е усвоен, проектиран на 113 милиони денари за предстојната 2023 година. Дел од средствата се од сопствен прилив, а дел од државата и заеми од Светска банка. Основната цел на проектираниот буџет е максимално кратење на непродуктивните трошоци и реализација на проекти неопходни за подобрување на животните услови на жителите од општината, вели градоначалникот Зоран Ногачевски. Посочува дека во буџетот се обезбедени средства за реализација на повеќе капитални инвестиции за проекти од инфраструктурата, културата, спортот, животната средина. Веќе имаме аплицирано за изграда на локалниот две улици во село Валино. Таа е веќе во фаза на одобрување пред Светска банка и секако дополнително ќе бидат одредени уште два проекти. Едниот беше проектот за изградба на патниот правец од Белчиште до Свести. Меѓутоа тука поради одредени проблеми кои што се јавија во поглед на експроприацијата, патниот проектот е моментално запрено, но ќе се изработуваат нови проектни документации и треба да се
извршат постапки за експроприација за да може да се реализира и тој. Во капиталните инвестиции се планирани и проекти за подобрување на водоводната мрежа во селските средини, но изградба и на фекална канализација. Планирано е изградба на водоводната мрежа и канализација до селото Требеништа. Во селото Лешани ќе се решава проблемот со фекалната канализација, набројува градоначалникот за дел од проектите кои ќе следуваат во 2023 година. Воглавно во водоводите се подобрена е состојбата, планираме да се подобри состојбата со водоснабдувањето на целата кој што се во долниот дел, односно во подрачјето на поранешната општина Мишешта и секако потребен е уште еден запад за зафаќање на водите од Кременатец за водоснабдување на целата Белчиште, Лешани и Гркополе. Во сферата на образованието се планира поставување на централно грејење во 2 основни училишта, потоа реконструкција на административната зграда во Белчишта и поправка на задружниот дом во село Годивје и училишната зграда во село Песочан. Советот на општина Охрид утре ќе одржи 21-та седница на која на дневен ред е усвојување на буџетот за 2023 година. Советниците покрај заносењето на буџетот ќе одлучуваат и за усвојување на програмите за работа на јавните претпријатија за предстојната година. На дневен ред е и годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2023 година и утврдување на висината на закупнина за поставување урбана опрема и времени објекти. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цените на услугите кои ги врши јавното претпријатие Охридски комуналици и јавното претпријатие Градски гробишта. Пред советниците ќе се најде и предлог заклучок за усвојување на анализа за материјално-финансиската состојба на јавното претпријатие Водовод Охрид со цел за утврдување на оправданост од преземање мерки и активности за надминување на последиците од актуелната енергетска криза. На дневен ред е предлог одлуката за начинот на спроведување на постојаните урбанистички планови и урбанистичко-плански документации и донесување нови урбанистички планови и урбанистички проекти, како и за начинот на водење на постапките за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. 16 точки од областта на урбанизмот, односно планови за парцелации поради неусогласеност на градежните со катастарските парцели и легализации на бесправно изградени објекти во Велестово, Коњско, катастарски опфат Охрид 4, Оровник, Лескоец, Долно Лакочере и Трпејца и Елшани. ТВМ телевизија ќе врши директен пренос од седницата, чиј почеток е закажан за 9 часот. Од подмладокот на политичката партија Левица реагираат на намерата на општина Охрид да отстапи простории во касарна на користење на јавно претпријатие. Сметаме дека просториите на стара касарна не треба да бидат запоседнати од јавните претпријатија и тие треба да се користат исклучиво за дружба и развој на младите во рамките на Младински центар Охрид и касарна Хаб, велат од партијата. На утрешната седница на Советот на општина Охрид во точката 48 од дневниот ред, предлог одлука за отстапување простор на времено користење, се предвидува отстапување на простории во старата касарна на јавното претпријатие Нискоградба за времено користење, каде се наоѓаат и Младинскиот центар Охрид и касарна Хаб. Во дописот до медиумите од Црвена младина се вели дека не треба да се уништи концептот и замислата на младите за уредување на просториите на стара касарна, и дека не треба да се селат администрациите на јавните претпријатија и останатите институции во тие простории каде младите се дружат, учат, креираат, вежбаат и создаваат. Од Црвена младина бараат да се повлече точката 48 од дневниот ред. Утре 22 декември со почеток од 12 часот во хотелот на Факултетот за туризам и гостителство од Охрид ќе се одржи фестивал на локални производи Купувај локално. Фестивалот има за цел да ги презентира локалните производители на храна, рачни ракотворби и други уникатни производи кои се автентични за ова поднебје. Настанот е отворен и слободен за сите граѓани и гости кои сакаат да ја вкусат локалната храна и при тоа да уживаат во прекрасниот звук на староградските охридски чалги. Организатори на настанот се општина Охрид, секторот за локален економски развој и факултетското студентско собрание на Факултетот за туризам и гостителство од Охрид. Министерството за економија, како надлежно за политиките за занаетчиство, континуирано работи на создавање на услови
за унапредување на занаедчиството и поддршка на занаедчиите. А тоа го покажуваме и со начинот на водење политики и спроведување на мерки за поддршка на занаедчиството, изјави денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Сумата од програмата на Министерството за економија е околу 100.000 евра како поддршка на занаедчиите генерално. И јас зборувам за политики кои веќе се реализираат, како што беше намалувањето на ДДВ од 18 на 5%. Веќе разговараме и неколку други мерки кои би требало да ги реализираме во наредниот период, посебно во 2023 година, во моментот кога ќе заврши програмата во делот на поддршка на занаедчиите, ќе излеземе со конкретни бројки колку занаедчи биле поддржани за целата 2022 година и во делот на средствата, откако ќе помине буџетот во собранието, колку се предвидени да бидат поддржани во 2023 година. Зборувам директно преку Министерството за економија, иако занаедчите секако дека се поддржани преку други мерки и програми од други различни институции. Со последната одлука, неколку од занаедчите веќе се поддржани од страна на владата во делот на снабдување со електрична енергија. За жал, немало простор на почеток да бидат вклучени сите занаедчески дејности, затоа веќе се прават сите калкулации да имат намалување во делот на цената на електрична енергија за микро и малите компании, каде што ќе бидат вклучени и занаедчите кои се регистрирани со таква дејност во нашата држава. Во продолжение следуваат вестите од светот. Украинскиот председател Володомир Зеленски објави дека е на пат кон САД каде што ќе разговара за украинската одбрана, а Белата куќа потврди дека ќе го прими председателот Џо Бајден, а потоа Зеленски ќе се обрати пред Американскиот конгрес. На пат сум во САД за да го завекнам отпорот и одбранбените способности на Украина, ќе одржам и говор во конгресот и ни за билатерални состаноци, објави Зеленски на Твитер. Портпаролот на Белата куќа Карин Жан-Пиер изјави дека председателот Бајден го поканил украинскиот колега во Вашингтон за да истакне дека Белата куќа ќе ја помага Украина колку и да е потребно. Поседата на Зеленски на Вашингтон била подготвувана во тајност, а поединоците беа објавени во вторникот ноќите и се очекува дека ќе трае само неколку часа. Плановите за посетата се воделе во тајност, бидејќи американските и украинските служби настојувале да ги изнесат Зеленски на безбеден начин од земјата и да го донесат во САД. Од Вашингтон тврдат дека наводно Бајден сакал да ја посети Украина, но од безбедносни причини тоа не било можно. Се тврди дека во разговорите вчера Бајден нема да го притиска Зеленски да седне на преговарачка маса со рускиот председател Путин, изјавил неименуван американски функционер за Reuters. Најмалку 2 лица загинаа во силниот земјотрес со јачина од 6,4 степени по Рихтеровата скала кој вчера ја погоди Северна Калифорнија, а најмалку 10 луѓе се повредени. Земјотресот оштетил домови и патишта. Пукнале комунални линии и оставени се неколку илјади жители од област во близина на град Рио дел без вода и струја. Земјотресот се случил на 350 км северно од Сан Франциско, бил проследен со 80 последователни потреси. Гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом прогласи вонредна состојба во округот Хумболт, кој беше најтешко погоден од земјотресот. Њусом ним нареди на државните агенции и служби да преземат соодветни мерки за да ја обезбедат потребната помош на локалната заедница. Европа е опустошена од најлошиот птичји грип по сите оние што некогаш се појавиле на нејзината почва повеќе од една година, предупредија санитарните власти. На фармите, според Агенцијата за безбедност на храна, има околу 50 милиони убиена живина заразена со вирусот. Од октомври минатата година до септември годинава Европа беше погодена од најлошата појава на високопатоген птичји грип, кој се прошири во 37 европски земји со повеќе од 2.500 жаришта на фармите од континентот, се вели во извештајот на Европската агенција за безбедност на храна. Од 10 септември до 2 декември годинава пријавени се 400 епидемии на фарми во 18 европски земји, особено во Франција, Велика Британија и Унгарија, а на барање на Европската комисија ЕФСА во моментов ја проучува можната стратегија за вакцинација, а резултатите ќе бидат познати во втората половина на следната година. Денес, на денот на почетокот на зимата, денот е најкраток, а ноќта најдолга. Вечерва во 22 часот и 48 минути календарски почнува зимата во земјава и земјите од северната хемисфера на земјината полутопка. Денес е 355-тиот ден во годината, а до крајот на годината остануваат уште 10 дена. Истовремено пак, на јужната хемисфера стартува летото. Сонцето денес изгра во 6 часот и 58 минути, а ќе зајде во 16 часот и 5 минути. Денот ќе трае 9 часа и 7
минути, зимата 88 дена, односно до 20 март 2023 година. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.